Почитувани, продолжуваме со разговорите со кандидатите за градоначалници за општина Прилеп за престојните локални избори 2025. Денеска муабетиме со Петра Лукареска, кандидат за градоначалник од Коалиција за локални избори предводена од СДСМ. Добре ни дојдовте на ова невообичаено место, но одлучивме овие разговори да бидат теренски, бидејќи навистина Прилеп заслужува и да се пофали со она што го има како символ на градот. Добар ден, ви благодарам за поканата. Местото за разговор многу ми се допаѓа затоа што могилата на непобедените е символ на непокорот на македонскиот народ и вистина мислам дека е одлично место за разговор, посебно пред овие локални избори. Благодарам. Генералната констатација е дека се уште политиката останува во машкиот свет. Има ли една жена поддржана од политичка партија, од една коалиција, шанса за успех на престојните избори? Кој беше главниот мотив да се кандидирате за градоначалник на општина Прилеп? Овој период често ми е поставувано тоа прашање, но ќе кажам дека полот не треба да биде причина за успех. Затоа што жените можат, жените знаат и како и можат да ја постигнат целта. Да, како жена сум се докажала досега на повеќе полиња, не само во политиката, затоа што сум доаѓам од образованието, работам во образование, работам со здружение и сум председателка на општинска организација. Полот не треба да представува пречка за успех на овие локални избори, затоа што со доверба, со разбирање, со работа, со поддршка, мислам дека би постигнала резултат. Кои се предностите што жените ги имаат во политиката пред мажите? Ајде и тука малку да... Предностите на жените затоа што не сме конфликтни како личности, покажуваме разбирање, покажуваме емпатија, ги разбираме проблемите што се случуваат околу нас и наоѓаме решенија на каков начин би дошле до на најдобар начин да изнајдеме решение за да го решиме проблемот. Пред се сигурно влијаат емоциите во однос на емпатијата, како што кажав, емпатија со сите. Вие сте позната во прилепската јавност како граѓанска активистка и како просветен работник, но исто така и како дел од политичката сцена. Што доколку вие добиете доверба од граѓаните, ќе се случи на тој план, дали тоа значи дека сега влегувате веќе и отворено во борба за функцијата градоначалник на општина Прилеп, ќе ја преферирате политиката пред останатите две сфери? Функцијата градоначалник ја сваќам како обврска, повеќе како обврска, затоа што треба вистина тука како човек да се сработи многу повеќе во интерес на граѓаните, да доаѓам од областа на образованието. Во образованието сум била еден период и директорка, каде што се покажав како успешна менаџерка, затоа што го реновирав, реконструирав училиштето со мојот тим, ги подобрив условите за учениците и за наставниците, а секој тоа може да го препознае и да го види, да ја препознае мојата работа, додека како председателка на Сдруженијето за унапредување на здравието, како активистка се залагав за унапредување на здравието, превземав иницијативи, подобрување на квалитетот на живот, грижата на здравието, така да во овие сфери сум се докажала, луѓето ме препознаваат, но сега како кандидатка за градоначалничка мислам дека сето моје искуство што сум го стекнала претходно во образованието, во оние разговори што секојдневно со младите ги водиме на работното место, со разговорите со граѓаните, моите активности со Сдруженијето, мислам дека сето тоа можеме да го преточиме во интерес на сите граѓани, на целата општина, да имаме еден подобар Прилеп. Сметате дека политичката сцена е најдобар начин да се успее за себе и за заедницата? Еве пред овие две сцени кои што ги спомнавме практично, просветата и граѓанскиот активизм. Да, затоа што мислам дека политичката сцена најмногу може да допринеси за подобрување на животот на граѓаните во нашиот град. Верувате ли во тоа искрено? Да, верувам. Доколку се сака нештото, доколку се пристапи со љубов, со разбирање, со желба за подобар Прилеп, да нема стагнација како изминатиот период, доколку работиме реално, отчетно, одговорно, искрено верувам дека можеме да постигнеме резултати. Во Македонија најмногу од осамостојувањето до денес на престојните локални избори има кандидати за градоначалници и кандидатски советнички листи.
Истото се отсликува и во Прилеп со 9 кандидати за градоначалници и дори 11 листи за советници. Дали тоа значи дека демократските процеси добиваат на квалитет и на што се должи овој интерес? Значи ли тоа дека политичките партии го губат кредибилитетот пред независните кандидати, затоа што навистина, како никогаш досега, има интерес за независни кандидати за градоначалници и независни советнички листи? Да, овие локални избори се поинакви од она што сме научени досега, затоа што бројката на овие 10 кандидати за градоначалници и 11 советнички листи покажуваат дека демократијата расте. Од една страна, но од друга страна присутно е незадоволството во овој 4-годишен период каде што градот ни стагнира, каде што не се случуваја промени во градот и можеби тоа беше причината да се охрабрат многу повеќе луѓе со своји идеи, со своја програма да се наредат во редот на кандидати за градоначалници, да ја представат својата визија како тие би управувале со градот се во интерес да имаме подобра средина за живење на нашите граѓани. Моето видување е дека од една страна е добро што имаме демократски процеси, демократијата расте, демократско право е на секој да може да се пријави на овие локални избори, но во секој случај на крајот на денот граѓаните ќе одлучат затоа што ќе имаат поголем избор и тие ќе ги видат програмите од сите кандидати и на крајот на денот тие ќе одлучат чија програма најдобро би донесла најдобро за градот, за граѓаните, за младите и за се она што ни се случува во секојдневието. Значи ли тоа дека стагнира кредибилитетот на политичките партии? Не, мислам дека не стагнира. Ние си продолжуваме и понатаму, си ја представуваме нашата програма, ќе работиме онака како што работиме. Мислам дека не стагнираме. Политичката сцена се менува паралелно со демократските процеси како искуствен актер на политичката сцена. Што мислите, како би требало да се структурира една политичка кампања? Што можат да очекуваат граѓаните со оглед на тоа што навистина во изминатиот 4-годишен период од претходните локални избори досега многу наративи политички се променуваат, но исто така се менува и начинот како политичарите да допрат повеќе до граѓаните, да можат да ги пренесат своите пораки. Ќе има ли нешто изменето во однос на политичката кампања која што вие ќе имате како коалиција предводена од СДСМ? Оние контакти кои што ги имаме секојдневно, човек со човек, лице во лице, мислам дека се најдобрите контакти, затоа што во изминатиот период граѓаните многу често ми кажуваја кои се проблемите, со што се соочуваат, нудеа решенија, нудеа идеи како би ги решиле проблемите кои што ги имаме во градот. Мислам дека тоа би било прво и основно, меѓутоа нема да се задржиме само на тие контакти, ќе одиме со, како и досега, со дигитална кампања, преку социјалните мрежи, со видеа, со Facebook, со Instagram, преку тие видеа затоа што оние кои што не можат да се сретнат, со кои не можеме да оствариме контакт, би ги гледале на тие социјални мрежи, па така би допреле до тие граѓани. Исто така, преку како на примеров сега, преку вашите медиуми, преку порталите, преку дебатни емисии, да допреме исто до оние граѓани кои што се повозрасни, кои што седат дома, кои што не следат на таков начин, да ја слушнат нашата програма, да ги слушнат нашите размислувања, но во никој случај нема да ги забораваме издруженијата и граѓанските организации. Затоа што на тој начин ќе покажеме дека во нашата програма имаме предвидено за општо добро, за развој на градот, нивните идеи како така ќе ни бидат потребни, ќе имаме соработка и со издруженијата и граѓанските организации. Сега да се пренесеме со разговорот на состојбата во Прилеп. Како граѓанин, што е она што најмногу ве иритира и што веднаш би го средиле доколку имате таква моќ за, да кажеме дека за подобар развој на градот, но секако и верувам дека граѓаните го бараат тоа од вас? Најмногу во овој период ме иритира хигиената во градот. Затоа што хигиената вистина е на незавидно ниво. Исто така ме иритираат и глутниците кучиња скитници. Ме иритираат небезбедните тротоари, затоа што не може безбедно да се движат по нив мајки со деца, повозрасни луѓе, луѓе со инвалидитет, затоа што тротоарите се узурпирани од возила. Исто така ме иритираат и темните улици,
не доволно осветлени улици. Сето тоа мислам дека за најбрзо време би требало да биде променето. Во интерес на, пак ќе повторам, во интерес на граѓаните, во интерес на жените, во интерес на децата, на младите. Исто така и културата не е на незавидно ниво. Младите немаат простор каде да се дружат, каде да се забавуваат, каде културно да се издигнуваат. Потребен и то како ни е младински културен центар за да можат да ги остваруваат своите цели. Потребни се доста работи кои што треба да се направат. Но за приоритети би ги издвоила хигиената, кучињата скитници и безбедноста во градот. Затоа што безбедноста, како што знаеме, во изминатиот период не е на завидно ниво. Значи ли тоа дека овие се првите приоритети кои што се содржани во вашата програма која што ќе следи? Во програмата имаме доста мерки, затоа што на централно место не е граѓанинот, а потоа е инфраструктурата. Овие се едни од мерките кои што ме прашавте мене би ми пречели и вистина би сакала овие мерки како што ми пречат мене како граѓанин на Прилеп, сигурно им пречат и на сите други, затоа што во разговор со граѓаните ги истакнуваа сите овие работи, така да мислам дека на овие работи посебно треба да обраниме внимание. Има ли нешто што никогаш не би го промениле во Прилеп? Во Прилеп упорноста. Упорноста на граѓаните, затоа што ние како граѓани вистина сме упорни и сакаме да ја постигнеме целта, па мислам дека таа жичка што ја имаме треба да имаме понатаму да бидеме упорни и да го направиме градот, да му го вратиме сејот на градот, да биде онаков како што доликува. Град со хигиена, со чистота, град херој како што го знаеме сите. Град што живее. Град што живее, точно. Прилеп е познат по квалитетно земјоделство, индустрија, и навистина и покрај она што рековте како забелешка, културата не е на завидно ниво, исто така и по културата, по театарот, некогаш беше и по спортот, но дали сето ова значи дека се сегменти кои што ќе се најдат во вашата програма за развој на градот? Кога зборуваме за хигиената и за инфраструктурата, тие се секогаш работи кои што се спомнати во предизборните кампањи кај политичките партии, но сепак тоа станува константа. Што би направиле за да може Прилеп да се развива онака како што сакаат граѓаните? Имаме предвидено во програмата помош, субвенционирање за младите земјоделки. Имаме предвидено за културата, за спортот, затоа што спортот вистина во Прилеп го нема. Немаме ни една спортска сала, немаме Победа ни беше еден символ на градот, меѓутоа и тој повеќе не е на сцена. Градскиот стадион го имаме, меѓутоа овие не се како дел од имаме во програмата предвидено работи кои што во почеток на кампањата од 29 ќе имаме промоција и тогаш ќе ги промовираме сите проекти што ги имаме во програмата. И на крајот би ви поставила едно прашање кое што се однесува на тоа ќе биде ли пречка реализацијата на вашата предизборна програма доколку дојдете на власт како градоначалник на општина Прилеп, бидејќи централната власт е друга политичка опција, бидејќи знаеме дека тоа може да биде пречка. Гледате ли вие сега во ова време со развој на овие демократски процеси проблем доколку еве ја добијате функцијата градоначалник? Мислам дека изминатиот период покажа дека тоа не би требало да биде проблем, затоа што и во овој период, кога беше на власт СДСМ, се доделија средства за градба на фабриката за рециклирање на отпад, сега со кредитот кој што е земен на општини кои што се каде што се градоначалници од друга политичка партија, исто така беа доделени проекти, мислам дека разумот треба да превладее и демократските процеси, затоа што во еден град живеат граѓани на жители на тој град, да не гледаме дека се припадници на една или на друга политичка партија, треба да гледаме за развивање на градот да живее, за доброто на сите и мислам дека тие проблеми со децентрализацијата дека треба да бидат надминати од страна на централната власт. Јас ви благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме, бидејќи доправа ќе се одвива и политичката кампања и ќе има место за мегдан. Ви благодарам за поканата.